Почитувани, добро дојдовте во уште едно издание на емисијата Нов ден. Како што вели нели мотото на самата емисија, дојдете со мене и да ги пречекориме нашите граници. Во Нов ден секогаш ви нудиме интересни содржини, па верувам дека и во овој случај тоа повторно ќе биде така. Ќе започнеме како и секогаш со здравје на мени. Временските услови надвор се прекрасни, а вие не сакате да поминувате премногу време затворени приготвувајќи го ручекот. Сакате нешто брзо и лесно за приготвување, но подеднакво здраво и вкусно. Нашата нутриционистка Весна Пирузева-Петровска го има токму рецептот за вас. Па ајде да погледнеме. Добар ви ден, почитувани гледачи. Топлото време и сонцето кое толку долго го очекувавме, ево, сега ни е тука. Тоа е добра можност за да можеме да прошетаме и да можеме веќе конечно да почнеме да дишиме со полни гради. Но за да шетаме, секако треба да ги прилагодиме и условите за што повеќе време да поминеме надвор. А тоа значи дека приготвувањето на храната треба да го сведеме на многу малку време. Значи да не трошиме многу време дома во нашата кујна приготвувајќи ги оброците, туку да бидеме практични, да направиме нешто што ќе ни овозможи што повеќе да се шетаме и што повеќе да го дишиме овај толку потребен воздух после толку време што бевме во зимата затворени во топлите простори. Затоа денеска сакам да ви предложам еден предлог, еден многу практичен предлог. Тоа е намаз. Јас не можев да најдам некој друг термин, не знам дали е баш тоа македонски израз. Тоа е намаз кој е многу практичен за кога ќе одите надвор да се шетате, да си го земете, да си го намачкате на малку леп и да си направите еден сендвич, а кој многу добро енергетски ќе ве снабди и ќе ве подкрепи за да можете да издржите па и повеќе часови во природата. Тоа што е главно во овај намаз е авокадото. Авокадото не расте кај нас, ние го знаеме тоа, но сепак сега се ни овозможува да можеме да користиме и такви намирници кои не виреат кај нас, но сепак се многу добри за нашиот организам. Јас ви го предлагам авокадото затоа што иако по својата содржина има многу масноти, сепак тие масноти се оние кои ги нарекуваме во наводници добри масноти. Зошто се добри? Затоа што во себе содржат незаситени масни киселини, а тие се многу добри за намалување на вашиот холестерол. Па може би логиката не одобрува како тие во својот состав содржат толку масноти, а сепак се во улога на намалување на лошиот холестерол. Сепак, значи тоа е така, природата некогаш не дарува со многу необични дарови, па ние треба да ги искористиме. Сега можете да го најдете во нашите продавници, се ни е достапно и би препорачала за оние што навистина се борат со повисоко ниво на холестерол во крвта, треба да го имаат барем 2 пати во својата исхрана. Авокадото во овај рецепт се исто на секој начин како што го приготвуваме, се сечи, а потоа со лајца неговата масна, кога е тоа зрело, неговата масна текстура се пригнечува и се приготвува со другите намирници. Другото што во овој денешен предлог е питичките кои се навистина многу практични кога ќе одите во природа, особено за викенд, ако сакате да се одлучите во утринските часови, да излезете, да дојдете дома, дури во попладневните часови, вакви питички од интегрални брашна се многу практични, бидејќи тие во себе ги содржат сите потребни витамини, кои ви треба да ви држат ситост и да ви даваат во исто време енергија. За жал, временската граница на емисијата ни е толкава да јас не можам да практично да ви прикажам како се тие приготвуваат, но сепак ќе кажам што тие во себе содржат. Тоа е интегрално пшенично брашно тип 850, потоа црно брашно тип 950. Содржат маслиново масло, еден квасец, една кафена лажичка сол, една кафена лажичка шеќер,
Овие се моментално направени со маслинки, сечкани маслинки и со сода бикарбона. Тука нема квасец, но содата бикарбона е во улога на тоа што ги прави меки и прави да тие малце се подигнат и имат во себе онај мек воздушест изглед. Кога овие питички ќе ги направите, ќе ги пресечете на половина, потоа ќе ги намачкате со овај намаз и добивате еден многу добар сендвич кој ќе ви ја држи вашата ситост повеќе време. А исто така, како што кажав, енергетски многу добро ќе ве подкрепи. Питичките се практични затоа што тие можете, кога ќе ги направите, мерата не е тука одредена, бидејќи самите вие во тоа колку количински сакате да направите, 5, 6 или 10, можете сами да си одредите. Количината е 1 шолја или 2 шолји од брашно, тоа само зависи од вас. А исто така, кога ќе ги направите, можете да ги замрзнете во замрзнивач, а потоа да си извавате една по една и секогаш имате свежи, убави питички. Ние тој практично ќе ви го покажеме кога ќе го направиме намазот и ќе направиме еден сендвич, така да видите како тоа ќе изгледа. Намазот го правите така што го сечкате кромидот, младото кромиче го сечкате, и сечкате јајцата, имаме варени јајца, цели, со се жолтакот, потоа ги сечкате белките, само белките од 2 варени јајца, потоа имаме павлака, јас би ви препорачала со пониска масленост, една супена лажица павлака, потоа една кафена лажичка сенф, тука ви е лимоновиот сок, малку црн бибер и малку сол. Сето тоа, најпрви го сечкате кромидот, јајцата и белките во една поголема чинија, а авокадото заедно со неговиот внатрешен дел, со павлаката и со сенфот ги примешувате со лажичка и добивате една мазна текстура, а потоа во еден подлабок сад се заедно тоа се спојува. Кога ќе добиете една фина хомогена маса, тогаш вашиот намаз е готов. Ова е многу добро да го конзумирате денот кога ќе го правите, но може и во фрижидер, нема воопшто опасност да стои еден ден до 2 дена. Ете, почитувани гледачи, мојот предлог е готов. Бидете практични, за да можете што повеќе да искористите од сонцето и од здравјето што ни го дава. Сушност сонцето и значи живот, значи треба да го користиме што повеќе можеме, помалку време во кујната, а повеќе во природата. Денешниот рецепт е практичен, како што повеќе пати наведов, бидејќи и практичен и здрав. Во него имате доста енергија, доста витамини, сите работи што ви треба да ви дадат енергија и да можете со полни гради да дишите и да се движите во природата. Тоа се интегралните лепчиња од интегрални брашна во кои можете да импровизирате разни вкусови додавајќи разни зачини. Можете босилек да додадете, можете рузмарин да додадете, се е по ваша желба. Јас денес во нив ги ставив маслинките, но вие можете по вашиот вкус што сакате да си додадете. Намазот е од авокадо. Авокадото рековме дека иако во себе содржи масноти, сепак треба да го имате затоа што е богато со незаситени масни киселини, а го намалува вашиот холестерол, а во исто време ви дава и енергија. Намазот можете да го правите со пригнечување со вилушка, но можете и со рачен блендер или во блендер се да ставите уште побрзо да го намалите времето и побрзо да одите во природата. Другиот предлог денешен е за појадок. Тука направивме еден многу убав шејк, да го наречиме. Тука ја имате бананата, јаболкото, јогуртот и овесните снегулки или мусли. Сето тоа го ставате во блендер
и за 1 минута не цела тоа ќе се изблендира и вие имате готов појадок. Значи на брзина ќе јадете, ќе појадувате и потоа веднаш можете патиките на вас и ранецот и можете да ги освојувате природата и убавините на нашите или планини или пак да се шетате покрај нашиот брег. Практично, убаво, нутритивно вредно и многу здраво. Верувајте, ако овие вакви практични работи ги секој ден или барем 4 пати во неделата ги практикувате, ќе видите дека и вашата енергија ќе почне да расне, а исто така ќе се почувствувате многу бодри, многу орни и во себе ќе имате енергија што може би некојаш ќе се почувствувате, ќе се запрашате, што ли правам на оваа енергија? Па најдете и начин, освојувајте ги и рамнините и нашите планини. Дишете го воздухот, здравјето е тука. Ви благодарам за следниот пат. Академскиот сликар Станко Ѓоргиев е сликар кој за мотив во неговите слики ги обработува профилите детски лик, риба, мачка, петел. Целта му е преку една експресионистичка изработка на психолошкиот профил на мотивот да ни го долови карактерот на секое суштество како жива материја. Ѓоргиев има изградено собствен и високо препознатлив стил и остава печат на современата македонска ликовна сцена. Голем број на слики се застапени во колекцијата на галеријата Букефал. Во денешниот мотиватор, кинезитерапевтот Јован Калановски ќе ни каже нешто повеќе околу важноста на редовните превентивни прегледи на децата во нивната чувствителна возраст и колку тие придонесуваат за коригирање на деформитетите во мускулно-скелетниот систем кај децата. Па да погледнеме. Во последно време се поактуелно е прашањето околу децата. Нивните проблемите кои им се јавуваат на нивниот мускулно-скелетен систем се посериозни и заземаат се поголем замах. Како да се справиме со тие проблеми, како да ги отстраниме тие проблеми и како се помалку да ги среќаваме, ќе објасниме накратко сега. Кои се тие проблеми што ги имаат децата во нивниот раст и развој? Имаме деформитети како што се кифозата, сколиоза, крив врат, скратена мускулатура, лордоза и слично. Со тие проблеми во текот на животот можеби секој од нас се сретнал, но дали ги занемарил, дали ги искоригирал, дали тие сами по себе се искоригирале, зависи од многу фактори. Спортската активност, која што е крајно потребна на секој едно дете, е главен фактор за да ги занемариме тие проблеми кои се сретнуваат во нивниот раст и развој. А несомнено дека секој едно дете ќе се сретне со тие проблеми. Спортската активност мора секој едно дете да ја практикува. Дали би било на часот по физичко воспитание, дали би било некои спортски активности, дали би било запишување на некои боречки вештини, спортски клубови и слично. Важно е да се има спортска активност за тие проблеми се помалку и помалку да се јавуваат. Значи, децата живеат во еден тежок период, да кажам, од животот. Спортска активност е на многу мало ниво, за разлика од тоа присутни ни се компјутерите, присутни се тешките тачни, присутни ни се, да кажам, доволно внимание од нас самите и од нив самите за нивниот раст и развој и се појавуваат тие проблеми. А што ние, како родители, како терапевти, како консултанти или слично, треба да преземеме по ова прашање? Нормално дека најмалку еднаш годишно или на 6 месеци треба да се прави еден преглед на дечињето. Значи треба да се следи нивниот раст и развој до каде се, затоа што нивниот проблем може да настане од денес за утре, може да се настане деформитет од во неколку часа неправилна активност или слично. Значи треба најмалку на 6 месеци да се прави една проверка до каде е нивниот раст и развој. А ако веќе имаме некој проблем, значи треба навреме, додека веќе не е детето во еден одраснат период, тоа да се искоригира. Како се искоригираат тие проблеми? Тие деформитети се коригираат со специјални вежби. За секој одреден деформитет има посебни карактеристични вежби кои што можат да се вршат дали во некои установи, дали во домашна атмосфера, дали на часовите по физичко или слично. Сама една консултација со професорите по физичко би била доволна за тие да ви помогнат
вас да можете да си ги скоригирате проблемите. Сите овие деформитети, ако навреме не се искоригираат кај децата, може да настана вина голем број на последици. Самите тие деца ќе имаат проблеми околу функционирањето, околу учењето, околу работењето и слично. Ако не се искоригираат со тек на време, ќе стануваат проблеми. И нивната работоспособност ќе биде се помала, нивната физичка сила ќе биде се помала, кондицијата исто така да ќе им настанат некои проблеми во текот на животот. Затоа мој совет е најкасно до 12-13 годишна возраст тие деформитети мора да се останат од нивниот мускулоскелетен систем, за да тие продолжат покасно да растат и да се развиваат во една правилна линија. Значи, како што веќе кажав, работоспособноста многу се намалува, нивната кондиција опаднува, чувствуваат замор од некои најобични и наједноставни активности. Често поставување прашањето е за колку време овие деформитети се коригираат. Секако тука голема улога има на која годишна возраст ќе ги откриеме истите тие деформитети. Ако ги откриеме во порана возраст, околу 10, 9, 10, 11 годишна возраст, тие деформитети многу полесно се работат и за нас терапевтите и за самите деца. Значи многу полесно можеме да ги скоригираме, многу полесно можеме да работиме на самите нив. Како што веќе децата се во поголема возраст, да кажам после 15-16 годишни, деформитетот станува се потежок за коригирање и за нас, а и за самите нив. Значи, добро би било што со повреме, што помала возраст да се откриат тие деформитети, ако воопшто ги има, да се работи на нив, да се искоригираат за овиднина да немаме проблем со истите. Почитувани, ви ветив дека и во ова издание на емисијата Нов ден ќе ви понудиме интересни гости. Може би не се некои карактеристични, меѓутоа сигурно се специфични. Тоа се момците од Bad Contract екипата или дуото, како сакате. Меѓутоа тука имаме и еден представник од BC генерација, што би се рекло под младокот на овој рап состав. Ќе им кажам добре дојде на Мече, Маца и Змејко. Момци, најпрво добре ни дојдовте во Нов ден, за прв пат во оваа емисија. First time. Така. Добро, Bad Contract, ете сега за оние кои што не се толку упатени, се можеби едни од главните столбови на рап музиката во Охрид. Ајде, а за оние кои што не знаат, ајде малце нешто повеќе да кажеме околу Bad Contract, значи колку време сте заедно, знам дека години соработувате. Па скоро 14 години. Така. Да. Значи многу соработувате. Значи многу сме, ама И цел живот сме заедно, иначе сме први брачеди. Така. По крв. Сме што е ретко да успеат меѓу А со дуа, музика така. соработуваме 13 години, значи во рапов сме од 2001-та. 2001. Значи тоаш почнавме со оваа работа. Многу време. Добро, тоа беше како беше да се започне во тој период? 2001 година. Па, како беше? Беше јако. Тешко беше мало, али интересно беше. Точно тогаш снимавме компјутери и слично, снимавме на декои касетофони, например, појќевевме тогаш, не бевме само јас и Мече. Друштво, знаеш, Пет души, помлади имавме група кои од си пет помлад, души. сите се палат на музика и слично. Така. Ние бевме запнати 4-5 души и, например, едниот ако направат грешка во теков на снимање, и сите мораат од почеток да сниме, дека немаат карти слично. Немаше сечење тие Да. работи на касетофон со реци. Ако некој сгреши, све одно. Почеток. И колку време фаќаше снимањето? Па по цели ден, Па можеш искрено, и брат. цел ден да фати некој пат. Така. Добро, рап музиката е специфична. Ете, за среќа се може да кажеме дека во последно време на некој начин Се крена. доживува некој, е така. така. Значи, нивото е кренато, се поќе момци, значи се Така, појавуваат така, на сцена, меѓутоа како беше тогаш? Бевте едни од првите, ако не се Па лажам. едни од првите во градов, значи што почнавме да правиме рап музика, сме први. Значи Први, пред нас да. имаше Зоц Мише и Баче, Поздрав, да ги Голем поздравам. Донев. Тие значи беа први во тие води што слушаат тие работи, праја и тие направија една Да, песна, да. мислам, снимија на касетофон. И после нив веќе, значи одма почнавме ние да го правиме тоа. Значи почнавме да снимивме една песна
на касетофон ни рекоа као Запад, окей, запад. ово оно и продолжив. Така. Значи ние бевме првите што излегува, што почнаа да излегве да прават настапи и слично, ме разбираш? Така. Па добро, каков беше почетокот? Се собравте едноставно, освен тоа што сте Знаеш братучеви? Во тоа време нашава музика беше ама тотално неприфатлива Многу мал се разбере. за туѓо уво. Така. Така да кажам, значи кога излегвавме ние на сцена, имавме сега баш некоја песна правиме во тој стил. Така. Значи луѓе слушаат цеца, слушаат метал, панк, слушаат рап, не слушаат Не во денес дека не градот. слушат, ама тоа што не беше ич, Така, значи. така. Значи ние како и да е на некој ниво го кренавме рапот во градов. Во Скопје е скроз друга математика, али низ нашиве простори овде као Охрид Струга, ние го држиме рапов. И за во градов сме значи многу задоволни од поддршка од луѓе, значи све за во градов нивото е тоа, сега не можеш да очеквиш нешто појке, значи немој во градов да се прават не знам колку какви концерти големи ваму и таму, значи толку е. Толку нуди. Ние имаме правено журки скоро по сите локали, значи. Има видено како и од градов сме задоволни, поддршката што ни ја дават луѓе од градов сме задоволни. Сега за сега е супер. Тоа што го имаме значи постигнато од ден денес сме Така. Добро, освен тие свирки кои што ги правевте, значи на самите почетоци, значи кога почнавте, ете да речам, посериозно да си ја сваѓате работата во смисла да правите песни кои што ете ќе планирате да ги ставите можеби на некој албум, на нешто поконкретно? Ако сериозно можам да кажам негде од 2008-2009. 2008-2009 тој период, значи секој пат секој кој ќе влегви во нешто, немој да е одма професионал, да е професионалец, ме разбираш. Значи кога почнавме све беше овака онака аматерски работи. 2008 ето 2009, Така, значи 2000. после 7 години од кога почнавме ја свативме посериозно работа. Така, во целиот тој период од 2001 кога всушност почнавте да се занимавате со рапов, значи континуирано творевте и бевте заедно како група или пак имаше и некои прекини? Значи вака, цело време ние сме заедно, никоја значи не биднало нешто да се скараме или слично, али имавме еден период од 2004 до 2008, 4 години пауза, знаеш, немавме ни услови за снимање ни ништо. Пауза, Па после, направи, да, тотално, па ништо после не ни, ти снимавме. ни упали среќата, почнавме сами да си купиме опрема и слично. направивме И си студио. направивме собствено студио, Така. кај што се снимет сега сиве песни, MVP продукција во собственост од Меци. И твоја. Така, да. Тоа е заедничко. Така. И така. Добро, собствена продукција, значи колку тешко или лесно беше да се направи нешто така? Па тешко, прилично тешко беше. Рачуне немавме ние пари, не работевме нигде за да го направиме то со помош на татко му од Меци, дека тој се занимава со аудио опрема и слично, тој Тој ни ни помогна. помогна доста. Да. Нешто Не доста, сам. најголем дел Да, тој ни најголем помогна. дел. Да. И го направивме. И Добро. сега имаме на пример членови како Змејко Така. и BC генерација цел состав, тоа се појќе екипи, Значи со Склопени. групи и подгрупи. склопени во една екипа, заедно вклучувајќи не и нас. Така, така. BC генерација. Да. Тоа е тоа. Змејко ќе го чуваме за малку подоцна. Ајде нешто да кажеме повеќе околу тие настапи кои што ги имате. Знам дека имате држано свирки, значи во многу градови од држава, нешто Точно, постранство, значи имате правено. Јас имам настапвено кај едни пријатели во Србија, Белград, Змаево гнездо, ВТО, не знам дали сте чуле, српска екипа, со нив имаме и соработка. Таму е на поинакво ниво рапов, ме разбираш? Малу се понапредни во тој степен и плюс Белград е главен град на Србија. Така. Има многу публика. И Значи колку публика сме- го прифаќа. Колку сме далеко ние од тоа? Па прилично. Се ближиме некако, Така, се има трудиме, ама сме далеко. Така. Добро, рековте дека имате собствена веќе продукција. Што се кува во вашите простори? Сега, значи, многу си имат искувано до сега. Ке се куват уште, значи, тео за лето се спремаме многу материјал. Решивме дека па ние до сега правевме, значи, ке направевме песна, ке снимевме и одма ја вадиме на YouTube или било како, ме разбираш одма. Сега се договоривме, значи, тимов да направиме појќе материјал. И тој материјал да излезе летово, значи, ке имат албуми, мислам дека 3 до 4 албуми, не знам дали ќе се снимет баш сите, али сигурно 3 албуми ќе излезат нови и многу материјал, околу
плюс 30 нови песни ќе излезат за лето. Значи то дали ќе е јуни или јули, ќе видиме или спремаме доста Има материјал. многу материјал. Да има кој нешто излезе, ново, да. ама сакаме да презентираме малку, да имаме поиќе материјал и да презентираме поиќе материјал, да не е само по една песна. Така. Добро, ете од она што го имате досега изработено, што мислите дека беше, ајде, која беше онаа трака која што на некој начин, Одскочна даска и слично. ајде да речеме одскочна даска. Алкохолика. Одскочна даска. Па добро, таа е доста убава песна, доста прифатена. Таа е песна со кејф направена од душа, многу реална Така. и прифатена е во градов многу. Одскочна даска не знам. Немаме која уште одскочна даска, али која не фарли, али така. Ево имаме па овие што се на YouTube, значи ти имаат колку имаме 3 спотчини имаме ставаме 3 алкохолика, Срцето на лавот. срцето на лавот и дупниме јако, значи тие 3 се, па сега за сега убави гледаности по фалди. Да. Затоа што сме без менаџери и слично. Така, значи се сами. Значи си немаме Све ништо, сами, тоа е кај све нас и сами, тешко, значи. ме разбираш, со Сами сами ни вложи. викаат да ме Да. као мече, ајде што правите ово, оно, да ме за појке, немојме све сами, ние немаме менаџер, ние правиме све сами. Да. Немаме толку финанси Така. да правиме. Добро, појака имате контакти еве со други рап групи, значи Со сите кои што рап имаат групи имаме, некои кои точно, што ама. имаат, кои што соработуваат, кои што си имаат собствени менаџери. Значи што ви кажуваат тие? Полесно е така или полесно е да се Вака, терате Полесно како е што? многу. Многу е полесно, Многу е ама полесно. нашата земја е таква, значи ако немаш пријатели, ако немаат кој да те турнит, вместо стоиш, ме разбираш? Добро, вие Ние не сте стоиме баш вместо, место, ние така? сами се трудиме, си Така, менаџираме и слично, али Јас за нас лично како екипа не можам да кажам дека ние сме некој, ку знаат колку така, али тоа што го имаме постигнато до сега сами ми е мило и за мене е супер. Така. Добро, што се однесува до BC генерација, ајде малку да проговориме за тие групи кои што членуваат во тој еден поширок состав, значи кога и како дојдовте на таа идеја да го проширите генерално составот кој што го имате? Кога почнавме веќе со други. значи до 2008 кога фативме да го работиме нашиот албум BC генерација, самата идеја беше на тој албум да собериме и наша екипа, наш состав, значи да не сме само јас и Мече, Така. туку и луѓе во кои немет кај да снимет, Така. да ги прифатиме Ти кај зедовте- нас, значи да ги така. земеме да направиме поголема целина и наместо да влечиме јас и Мече една маса на луѓе, па Змејко и Мики друга маса на луѓе, сиве заедно да ги Да склопиме. функционираме сиве заедно. Голема група. Него Да. Така. Па Змејко, ајде кажи ни, како те прифатија Ајде, момци тој од Bad Contract? Интересно се прифативме со Мечо, бевме во дискотека, се најдовме. Така. Во Famous некаде каде беше. Под алкохол нормално. Пеев се една нивна песна ја рецитирав. Еден дис, Зини устои. Така се ми рече кој си ти, Змејко му викаме на друго и ми рече дојдам студио и така лека полека се вклопив и јас со нив. него го биваше, тој правеше фристайл. Значи тој ми е најдобар фристайлер во Тимов екипа. Фернер. Фристайл ти Така. е инаку не напишан текст, да не е спремен текстов, Така во моментот одум. Све во моментот ќе ги Значи текне детево не листите. знаат за доста и мора да И се крени го некако. прифативте. Нормално. Добро, колку членови имате, членови са условно речено во BC генерација? Колку учесници во групава? MC-а над 10 имат сигурно. 10-11 MC-а и имат луѓе кои работат за BC генерација, значи тоа Што не се рапуве трапери што да, снимет. што ни помагаат околу ова што го работиме, што не Поддршка. поддржваат и слично, тие си ги рачунаме како дел од Све на BC све генерација. можеш да земиш околу 50 души, значи сме во тимот, во таа BC генерација. Што снимет групи, едно од 11-12 луѓе што работат што снимет. Добро, Змејко, ти нешто твои песни, освен она што си го работиш нормално како фристайл, пошто ево, како што кажа момците си познат. Па ваѓам нешто соло своите. Истадов пред 3 недели Омега. Истадов песна на YouTube. Од албумов со Мики што снимам од друг аспект и тоа е материјал за сега. Што Така. го планирам. Со оглед на тоа дека ете, значи ги прикачувате видеата на YouTube, пратите нешто гледаност како ги прифаќаат барем на интернет. Па немојме да очекуваме нека голема бројка на гледаност, али е добро. Ке бидете појке. Така. Со време све. Се надеваме. Значи, Се надеваме. имате еден проект сега се спремат, BC Genero. Тоа е албум од сиве состави на BC генерација.
значи за кој ќе имати видеозапис, сите артисти што настапваат ќе се на една песна. Така. Ќе биде малку поуникатна работа, ќе имате задоволство да го гледате. Така, добро. Добро, тоа звучи како некоја долга песна ако се сите артисти. Пак е долга. Или ќе Околу рапувате побрзо. 4-5 минути. Така. Па можда и појќе. Ќе видиме, зависи. Така. Добро, освен албумите кои што кажавте дека ги спремате, нешто во моментов се работи, нешто ете можеби надвор од земјава нешто да покажеме. Надвор од земјава, значи искрено ви кажам, некои многу соработки немаме, единствено имаме соработки со како што спомна Маца Преска ВТО од Србија. Надвор од земјава само со нив имаме соработвено. Сега за сега понатаму ќе видиме. Со другиве градови од Македонија имаме соработки. Скоро со сите. Да. Така, свирки имате по сиве градови? Секако. Сега моментално не. Значи сега моментално не. Немаме нигде свирки моментално. Имаме но сегде. Се спремаш на материјал за Али албумите, нели? тоа за Шрапов не е тезгарошка музика, како да ти кажам, разбираш, не може пример секоја вечер да е ова, знаеш. Ние ево ќе имаме албум така 10 песни ќе ги испееме са на еден настап на друг. И сега во градов наш, така ако правиме една журка викеме втора, трета и вике тоа досадни, така не може ти Мора ново нешто. Мора нешто Не може ново едно да се CD да го презентира. вртиш 2 недели на реплей, така? Добро, обично, барем во минатото беше така, радиото беше еден медиум кај што, значи, оние кои што сакаат да се занимаваат со музика, вклучително и рап музика нормално, значи тоа беше местото каде што може да се промовираат и да се слуша музиката. Сега како следите, да. Поинаков начин на функционирање. Како следите, дали ве прифаќаат не знам публика дали ја освен на знаете, свирките? не е рап та песна. Video kills the radio stars. Значи, денес све функционираат преку YouTube 90%. Да. 90%, 10% е телевизија и добро, телевизија заправо го креват рейтингов на кој да е артист. Али радио не толку последно време, ради што имаат YouTube на интернет е све, така? Така, и тоа е подостапно. Така, полесно се. Точно, можеш побрзо да опласираш продуктов кој го имаш. Него да чека. Така. Добро, јас претпоставувам дека може со вас да си правам муавет до сабајле условно речено. Имате уште многу да кажувате, ама ајде да го ставиме тоа за некоја наредна емисија. Ќе ви се заблагодарам за гостувањето. Мило ни беше што ти. Сега е моментот кога можете да поздравите некого. Па, ги поздравуваме сите оние кои не поддржуваат, сите кои ја следат нашава работа и сите што се во нашиве кругови. Добро. Океј, Мече, Маца, Измејко, фала ви многу на гостувањето. Се надевам ќе се видиме во некоја наредна прилика. Кога ќе излезат албумите, ќе имаме уште повеќе, значи што да зборуваме. Фала и вас што ме поканивте да ви бидеме гости во емисијава. Така, нема проблем. Секоја сте добре дојдени. Секако за музика мора да има место. Океј, момци. Ние го имаме тој благослов да живееме покрај едно од најубавите езера во светот. Но може да се каже дека не сме единствени кои што може да уживаат во благодетите на езерските води. Урбан Сонувач ве води на места каде што ќе видите едни уште понеобични езера. Ајде да видиме. Урбан Сонувач повторно ви представува еден природен феномен. Станува збор за розеви езера. Тие изгледаат како некој да истурил вреќа со розева боја додека никој не гледа. Но всушност овие езера се природен феномен и не само што привлекуваат туристи од сите делови на светот, туку обезбедуваат и услови за живот на локалното население. Од живописното езеро Хилијар во архипелагот Речерче во Западна Австралија до заштитената розова природа која граничи со шпански град. Овие фотографии покажуваат како нешто непријатно како алгите може да изгледа толку убаво и магично. Розовите езера ја добиваат силно розевата боја поради присуството на алгите кои произведуваат каротеноиди, како што е Dunaliella salina, еден вид на зелени микроалги кои се наоѓаат во солени морски води. Откако водата на езерото ќе го достигне нивото на соленост, поголемо дури и од оно на морската вода, температурата ќе стане доволно висока и соодветните услови за светлина се обезбедени, тогаш алгите започнуваат да го акумулираат црвениот пигмент на бета-каротенот.
Во Сенегал пак, езерото Редба на полуостровот Кап Верд има толку голема концентрација на сол од дури 40%, што дури локалното население може да ја собира самостојно. Езерото е полно со луѓе кои собираат сол и работат по 7 часа на ден, користејќи долги лопатки за да ги наполнат чамците со сол и минерали. За да си ја заштитат кожата, тие употребуваат шеја масло. Езерото од Западна Австралија, Хилиар, може би е уште повпечатливо токму поради бујната вегетација околу него. Езерото на Мидл Ајленд, најголемиот од сите острови и островчиња кои го сочинуваат архипелагот Речерче, зафаќа околу 600 метри, но неговата розова боја нема шанси да ја пропуштите. Езерото Дасти Роуз во Канада, пак Британска Колумбија, е розово поради частичките во глацијалните води кои се топат во него. Околните карпи имаат розова боја, а езерото се вели дека има боја на лаванда. Може би најневообичаените розови езера се наоѓаат во југозападна Шпанија, каде што две големи солени езера се наоѓаат веднаш во непосредна близина на градот Торевјеха. Салинас де Торевјеха, што значи солените тави на Торевјеха, се претвораат во розови кога сончевата светлина паѓа врз алгите. Езерата сега се заштитени национални паркови и се рај за птиците преселници и нуркачите со нивната флора и фауна. Многу земји од целиот свет имаат розови езера, вклучувајќи Сенегал, Канада, Шпанија, Австралија и Азербејџан. Почитувани, ова беа сите содржини кои што ви ги подготвивме за денешното издание на емисијата Нов ден. Доколку ви се допадна она што го погледнавме, тогаш ве оставаме на каналите на програмата на телевизија ТВМ. Се гледаме за 7 дена, па ви ветувам дека и тогаш ќе ви понудиме интересни содржини. До гледање!